Актуелниот министер за образование Арбар Адеми не знаел дека се готви меѓудржавна програма за млади помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово. Иако документот од програмата кој Алфа вчера ексклузивно го објави, објаснува дека текстот е подготвен по консултации на Министерствата за образование и култура на двете држави, министерот денеска се правдаше. Немало ниту разговори на ваква тема. Напишана на 65 страници на албански јазик и одобрена од косовската влада на 3.9.2018, како што е наведено во документот, програмата е замислена како надпревар во знање помеѓу учениците и студентите на двете земји. Алфа побара одговор од министерот, кој е авторот од македонска страна, бидејќи во програмата која ја објавивме, како автор од албанска страна се потпишува Речеп Хоти, национален координатор за култура, млади и спорт, ама одговор не добивме. Значи, за ова прашање воопшто не сум информиран. И во мое време, како министер за образование и наука, не било покренато такво прашање. Документот е готов, изготвен на 65 страни. Алфа одбија вчера ексклузивно тој документ со датум дека изготвен во Скопје 2019 година. Ме интересира, пошто веќе има објавено име како национален координатор, што веќе е изготвил таа програма, која е македонската страна, затоа што и Министерството за образование и наука и Министерството за култура во Северна Македонија и во Косово овие две министерства се консултирани во оваа насока за изготвување на програма. Нешто повеќе од 7 месеци сум министер за образование и наука и таква иницијатива, такви преговори, таква соработка во мое време како министер немало и за прв пат слушам сега. Во меѓудржавната програма се споменува Република Северна Македонија како една од вклучените страни. Секаде во текстот институциите веќе се пишуваат според новото име, иако во времето кога бил изработен уставот воопшто и не беше отворен. Шефот на дипломатијата со дипломатски одговор не сака да коментира за случајот бидејќи наводно не знаел за него. Сега зборувавме за тајминг. Тајмингот е многу важен, меѓу другото и за вакви работи. Амандманите на уставот не се во сила. И договорот и покрај тоа што помина во двата парламенти има уште неколку технички чекори, размени на дипломатски ноти и така натаму, и тоа ќе биде синхронизирано со влегувањето во сила и на амандманите. Така што до тогаш ние не би требало и не би можеле да работиме на меѓународни документи во оваа смисла. Ама за да коментирам поконкретно морам да видам за што се работи. Иако владата негира постоење на ваков проект, во текстот се наведува дека ова е завршната фаза преку која ќе се врши идентификација и филтрирање на најдобрите ученици на државни нивоа. Програмата е напишана по подолга анализа, а наведени се и податоци од 2015 година дека Северна Македонија тогаш била рангирана на 67-то место во областа на науката и литературата и 66-та за математика.